Тау! Здраво, живо! Вие гледате Дебели гикови, јас сум Огнен Каршимене, Марио со клапата. Музика, скара, пафтање, све! Турнири, джемови, мемови, мармалади, све! Шо сакаме? Што сакаме, не сум го правен брат од викендо, више не знам како се викам. Ја мислам Како дека се викаш, викам брат? Оги. Мило ми Јас е. сум Огнен, Да ми го меѓу ноги. да ми не може така работи. Добро Марио, добро во ред. И така брат, ја не сум спиен, Бог знае од кога и како и свашта. Джемови, испити и од Да, све тебе понешто. како ти се собра, а Лалда ти е како издржи, брат, ја не знам. Абе ја види не годинава решив као демек Game Jam ќе го терам в целосно брат, нема да го спијам 3 дена. Ај, Не знам кај бе, што. дечко, нема да спиеш 3 дена, ќе се мрднеш што ти е на Ека, тебе. добро, само еднаш отидов дома да се истуширам. Требаше и втор пат, ама не се случи втор пат, мораше да се остане до Не, крај. реално викендов беше брат со евенти фул. Фу. Фул беше со евенти, дури два имавме. Дури два. Дури два Е, имавме. реално во Македонија такви работи не се дешаваат. Не се дешаваат бе брат. У исто време, брат. Така? Не, да. Да бе, у исто време беше. Да, у ист ден. Да. Јаки. Многу беше јако. Значи- Беше на Текен. У Анхоч. Не беше дека беше на Ти беше, на епа, Game Jam. Јавев на Game Jam, ти беше на Текен. Јавев и на Game Jam и на Текен. Ама Ама ти не- према од Сабале бев на... Ти на Game Jam дојде да едеш седмица. Не, сега, Значи, чекај, ти ќе си кажам, остави од прем за Текен да си кажам, после све останатото и за седмици, и за осмици, и за деветки, и за десетка и Значи, прво ќе си кажеш, Оака, голем поздрав до Анхоч. голем поздрав до Анхоч и до Комикс МК, значи турнирот беше супер, одличен, мене ми се свијаше онака, баш Текен турнир како што треба. Кен сега да ти. Не можев да останам многу дека бев со поголемиот, па беше ајде да си идеме дома, добро викам ајде. Останав некој саат време, мислам, погледав што Тебе погледав. лигите течат брат, нова игра се тепа тука, партали се дешава. Тато ајде бе, седи бе, тато ајде бе. Дури и играчка му купив да го залажам малце нешто да извадам уште 10 на 15 минути. Што му купи? Некој диносаурус брат А. таков, без везе. Душичка. Нема везе, топ беше турнирчето, Текен 8 искочи. Ја има у Анхоч, не знам дали у галерија има, у Анхоч ја има да се купи. Има. Појма немам кај ја Има, има. Текен немам Ја играно. имам. Ај Тоа е честито. најбитно, фала ми ми е. Стварно Добив- имаш? Да бе, да. Добив онаква за новинари копија. Бацело Ама ја ми знаеш- марче! Ама ја знаеш ли прв пат Текен 8 кога ја играв? Лани се, не, кога беше? Аман, бе, брат, сега Лани искочи. октомври у Полска. На А. конференција и на Game Настан имаше огромен бут Текен брат. Сега не Ја, беше полиш Текен тогаш како 3 што па треба. наму ништо немам од Текен играно, оке? Текен 3, таа е добра. Текен 3 е најдобра Не, за... петката е најдобра, ама Не, за PlayStation Kids Tekken 3 беше, брат, ја имам еден PlayStation Kids што ми работи, by the way, го уклучив ми работи се и ги барам, Јебате. ако има некој да ми ги донира Crash Team Racing, не мора да е оригинал, може да и значи режено, апел до сите. Crash Тоа Team оди- Racing, Tekken и Tony Hawk Pro Skater, не знам која беше. И Twisted Metal. Ле, јас сум Тие за ги Tony барам Hawk. Ако ги 4. најдеш Тони Хок, ќе ти дојдам на пивце. Ама знаеш е фрката што контролерија меден брат, ќе треба најдем уште еден за PlayStation Ја ќе Kids. играм Тони, ти ќе играш дебел. Ја Хок ќе го Ти играм. ќе играш Хок. Да леташ со Хок. Најискрено ја не знаев дека во Текен 8 го нема Еди. Ја тоа го видов сега, усвари Ќе го DLC е. има, Да, ќе го има, DLC е. Еди е за сите лузери кои што не знаат да играат Текен. Како Зашто бе јас со например. Еди брат сум си играл. Да, па сите се Ми беше- супер со Еди. Пошто што јас Ми искам беше да се врти, интересно брат, капуера на времето и Капуера. така. Да. Ама добри карактери има. Мислам, Добри дизајн- беа, да, ја ги гледав и графиката беше партали брат, значи многу е добра играта за тие што сакаат тепачки да играат слободно Знаеш што е може да се најзебано? земат. Мислат сите, абе Рески направија со Текенов, не знам што, ова, она глупости како Рески. Не бе брат, не. Бра, све е сменето графички, знаеш ли каква е играта? Партали играта, партали. Абе јас што не играв толку Текен, се мислата онака сакав од сегаш да играм на Текен, смисла, знаеш што брам, не можам да станам брат. Немам сила, ми се спие, ми се плаче, ама Текен брат се игра. Ја па да ти кажам право, не дала многу слабо играв, не знам зошто.
уште сум на Uncharted 3, 80% сум нешто со играта. Добар се шо. Да, си ја земав Red Dead 2-ката. Стана ми е на холд, за да ги завршам од прв. Ти со деца, брат, како играш по 2 сати, Red Dead играш. Не, брат, да, уствари да, па Red Dead ми е стана на холд, Како беше дека она сакам да е... Кој бе? Вестерн тоа си. Не, Не, тоа вестерно, тоа е. Та-да-да-да-да. Ето. Не бе, Uncharted 4 сакам да ја завршам, дека ги играв кецо двојката, тројката во моментов играм. И четворката ги да завршам тоа, сепак ќе почнам со со Red Dead. Ако бе паметно. Ја почнав новата Јакуза, Like a Dragon. Не знам, тоа гледав нешто има, нешто со делфини, нешто Не можам, не е тоа. брат, тоа е јапонштина ван Јапан е тоа чудо, брат. Значи, тоа е онака најниш джапаниск публика. Има една сцена, брат, у преходните Јакуза Games, тој ше главниот карактер. Знаеш ли како се јавува на телефон? Му звони телефонот. Штрак! 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 Така. Вака се јавува дечко со пам, не можам, брат, тоа е васиона од джапанис. И не можам да го доиграм тоа. Не можам да го почнам, не па да го доиграм. Како и да е, фак играње игри се праја игри викенд. Да, Game Како Jam. секоја последна недела од јануари, односно секој последен викенд од јануари, по 12 пат јубилејно, се одржа Global Game Jam. И што мора да се пофалам, и ја бев за прв пат на Global Game Jam и не сум знал дека толку јако, брат. Годинава Или беше годинава убедливо па дека ја дојдов да не дојдев, ја тапа ќе Искрено, беше брат, да. искрено да ти кажам, ова не сум ти го кажал се ми е многу јако, пред си размислив, на овој Game Jam се отсетив малку познато. Зашо? Знаеш ли колку луѓе ми дојдоа и ми рекоа, го гледаме подкастот. Чекај, озбилен си? Озбилен сум, мртов озбилен сум. Мене никој не дојде да ми каже да го гледа подкастот, Ти беше брат. 2 сати, брат. Ја бев таму 3 дена. Зашо така ја... Значи, прв што ми приде беше другар ти Мишко. Мишко, да, го поздравиме Мишко. Поздрав до Мишко. Ако Мишко, Не, ако сакаш не знам како се презиваш, брат, нема везе. Мишко, ако сакаш да го опишеш, Исус. Не можеш да го опишеш Мишко. Мишко си е Мишко, брат. Не можеш Мишко да го опишеш. Така. Втор ми дојде еден дечко што е дел од Парагонс. Парагон Комикс. Кој што... Добро, Кажи, виделе у насловот, ајде кажи неморски. На гости ќе го имаме Газдата на Парагон. газдата на Војда. Парагон Војда се блокира малце. Ќе- Да, на него ќе да, му го завршиме кажеме со ова. новостите, да си имаме што имаме да си кажеме, па ќе Нема ќе врски, седнеме него. стварно ми доаѓа, брат, неколку луѓе. Браво, и браво. добри, Подобар Супер. подкаст, викам, чекај маца. Значи, луѓе екшели го гледаат ова као. Браво, бе. И се забавлjaат. Поздрав до сите што го поздравиле Марио, а што не ја поздравиле мене. Ха, fuck you. Како и да се направија, брат, 19 игри. Не, то 19 ја гледам, дечко. сакав да присуствувам на презентацијата на игрите, ама не можев. Се дека уживо И ги имаше. гледав, уживо ги гледав на Facebook. И, брат, значи, не е нормална работа. Валда име Малку на инсайдерски дечките, муабети. Лимит оваа година беше 50 души да се пријават. а се пријавија, тоа Се пријавија- учествува, се пријавија 50, 60. Hear me out. Требаше лимит 50. Гораст го забори тоа малку уклучено, му се има правено околу 65 души. Гасење после првиот ден. И сега, луѓе на лице место доаѓаа што не успеа онлайн се пријават. Вкупно имаше Ко, например, Мишко! Така е. И најјакото е што Мишко си најде типче таму, Ама тоа е најако. што ја прави играта, па тоа е Game Jam, бе, брат. Еве апел до сите што сакаат да прават игри да доаѓаат Не на мора Game да Jam. знаеш да, ја тоа го дознав сега, не Така е. мора да знаеш да правиш игри. Не мора. Значи, доволно е да знаеш да црташ. Така е. Доволно И е да знаеш да најбитното- црташ, ќе си најдеш тим 100% за Game Jam. 12 години ги убедуваме луѓе. Дојдете сами без тим.
Тоа е најбитно. Најболи е. Се Најболи е струшуваш и така. 3 дена си најако. И И да не знаете да парите ке дојдете ради јадење, пиење што абе да може да ја шо врска нема од праење игри, ја дојдов и уживав, брат. Па ете. Уживав. И годинава што се одржуваше во едно многу јако хакерспейс година. Ја најискрено, ја мислев дека местото е премногу мало. Најискрено. Беше, да, му фалеше малце простор за толку души, затоа лимитот имаше 50 души. Уште 30 квадрати да имаше, мислам. Затоа лимит дека имаше. беше Лани, например, топ. и преходни години кога се организираше на бараките на Финки, немаше толкав лимит. Овде мораше да се направи лимитот заради местото, но сепак Абе, местото беше фантастично, брат. брат, Местото васиона. беше баш за гейм джем да. Имаше кај да легнеш, да оспиеш, Све, да бе, геймаш, брат. плейки имаше. Да, Значи- вецето не се заклучуваше. Свесето не се заклучуваше. Не смрдеше, тој Не смрдеше, тоа Пошто секоја најготово- година, брат, вецето смрди! Не, за вецето и општо не смрдеше у просториите, Да, брат, да. дека вентилацијата беше премногу добра, значи местото беше Истражете, Base 42 се вика местото. да, ефтин малце јаги. избутано, ама Не, баш лесно се добро е наоѓа. таму. Битно паркинг се Нема наоѓа вез. колку толку. Али ти викам, знаеш ли колку е колку е мрднато, брат, 19 игри се направија. Победници беа истите од вани, back to back, свака им час. Чекај, која си малце се блокирав, Победници која беа тие со мачката што пробаа да ја насмеат. со Джанакот Не, со другата мачка. со шоуто. Джанакот мачка. Джанакот мачка, леле, таа каква игра беше со Джанакот мачка, доби брат. најбољи арт кој што влијаеше поради дечкото што е од Парагон. Александар Бараков, мислам дека се презва, ќе го прашаме после на Војдан ќе опрашаме обавезно. Вој, да. Добро, ајде, да преминеме маце на новости. Па да, Шо имаме? Преку 2000 опуштени од абе работа. ова, не знам брат дали Види, ова извини. се зборна многу убаво и треба да се збори поише кај Ова на ГГ го објаснија Така. Данко и Паци и Бобо. така И убаво Горе, брат и да. Горас што Ја ја само сакам да го потенцирам овде бидејќи се работи за многу ама мрдната работа. те прекина брат за кажи го за шо за дека Значи, него Microsoft- прожита цело. Извини. Microsoft до сега имаат избркано, односно отпуштено, не ги имаат избркано, отпуштено од работа преку 2000 работници. Тоа е многу. Кои што од тие 2000 до сега, до денеска, до 31 јануари, за само еден месец, од индустријата има отпуштено 70.000 вработени. Дали ја знаеш Guardians of the Galaxy играта? Да. Таа ја еднаш ја зборевме, не знаевме кој студио ја правеше, Eidos Montreal се викаше студиото, Но. се затвори. Не знаеш што не ми е јасно. Microsoft изнакупија све што можеше Така да се е. изнакупи од студија и сега ќе отпушта луѓе. Причината е едноставно треба некако да се исплати, тоа ќе се овозможи со отпуштање од работа на луѓе, мора парите да се вратат, да се направат. Како и да индустријава иде многу надоле, тоа е многу жал бидејќи нема да гледаме добри игри во наредниве години. Тоа е многу заебано. Има шанси и твојата омилена што ја чекаш, како се вика, The Last Ronin, кој што е според овој стрип да не излезе бидејќи од ова студио пола се отпуштени. Знам за тоа. Малце ми е крива. Знаеш колку сум хајпнат за играта. Знам и Ама јас. надежта после numира. Мора Надежта после numира. да биде игра. Како и да е, одете на Gigi на последната епизода, ќе ви биде све убаво објаснето за зошто се отпуштање. Реално не сме ние стручњаци за да можеме да, Да. правиме за тоа муавет сега у моментов овде дека не ни работиме во геймерско студио, не ни Да. Suicide Squad Kill the Justice League. Марио, кажи нешто на кратко пише овде. Шо да кажеш на кратко бе брат? Шо да кажеш, играва сме ја збореле, знаеме дека е глупа, знаеме дека е лоша, не мора да кажеш ништо. Пуште ја Open Beta. После само еден саат ја изгасија, пошто не им работеше скроз, ама нека скроз не им работеше. Играта искача за 2 дена, на 2 февруари. Ама бе, чекај бе, зашо бе ја мислев дека таа више искочена и дека Не, луѓе сега ќе играат? искачи.
Пушти ја Од кога open ја бета. најавуваат, бе, брат? Значи пушти ја open бета, по грешка ја пуштија цела игра. И Од сега кога ја најавуваат, бе? И сега да А, мислам видат дека како ше- ќе реагираат луѓе. не знам колку е, ама мислам дека е 5 или 6 пати ја одложувале како игра. Па и ради тоа е лоша, брат, дека лоша е играта. Да. И многу лоши критики има, бидејќи и сите ја изиграа и причата и краевите не им се свиѓаат и стварно е лоша, брат, као не може Бетмен најдобрите Аркам игри да ги направиш и после да направиш вакво гомно да ти ја. Ете зашто индустријата отпушта толку вработени и иде надоле едноставно. Па, сега. Кој ги врти? Па не за кој ги врти греата, не знам, ја Джокер го видов, брат, тоа беше смешки. Да, дефинитивно. Смешки беше, брат. Ја дај ми што ја ќе направам боле Джокер, А брат. реално така е што? Земи го Джокерот од Бетмен од игрите, стај го и готово, ако више го имаш. Што е ова, брат, PlayStation Stay to Play? Ти ли ми имаше прашано за шо? Не, еден другар ме праша. Шо е ова? Вечерва, кога снимаме на 31-ви, ќе збориме повеќе за оваа седмица. State of Play е, брат, настал на PlayStation кај што представуваат игри. Зашто Неколку ја мислев дека нешто ова State of Play е некој вид на нешто ново сака да направат со ова што им е PlayStation Plus. Или тоа Не знам што ќе видиме. Значи секој State of Play зависно, некогаш има 2 игри, некогаш 3. Овој вечерва што Ќе има 15. да, утре кога ќе излезе епизода више е поминат. За 40 минути треба да представа 15 игри. Некои ќе бидат помали, некои поголеми, може да видиме некој трейлер од оваа игра, да Лес Ронин. Не, верувам да ќе видиме. Па може некој тизерче да видиме, не се знае. Не се знае точно што ќе биде, ама да. Ја да ти кажам право, викендов, освен тоа, се изјав Masters of the Universe Revolution. Тоа беше серија? Серија од Кевин Смит, истото што беше Revelation, што Аха, беше окей. лоша. Серијава е, значи, класи над Revelation. Стварно? Серијава, ако ти кажам дека на Rotten Tomatoes има 100% Леле, што ревју си пишал, дечко? и да, Ајде, тоа. докажи. Значи 100% има 85 од одиенсот од публика, 85%. Ќе ти направам една споредба. Revelation на IMDb има 5,6 оценка. Revolution има 7,8, брат. Предобро. Значи серијата е мелем на душа, брат. Ја гледав и онака брат, Јако ти е, така е. прејака беше. Значи како порано кога гледаше Химен, исто сега ти е. Не, брат, Уште многу по-јака. беше појака. Гледај ја. Еја! Гледај ја. И Добро, идат ќе со гледај ја, брат. Значи вреди. Морам да прочитам што се напишал. Да. Оцена 8.5 од 10. Конечно. Море би стал 9, да. Конечно. Да, тоа ќе го кажам, ова имаше некој. Чекај, морам да го Ајде. прочитам. Конечно дознаваме дека Химен не е геј. Тачно. Серијата е 10 шо е милион Не класи знам, став подобра него нули само, ли брат. Revelation, ке има и друга сезона. Точка. Така. Имаше причи дека Химен бил геј и во Revelation. Добро бе, шо сега? Не ми смета мен што, зашо ја не кажав дека Не бе, не, нешто. јасно. Муабетот е дека има, сега не знам дали да кажам спойлери, ама дознаваме дека Химен уствари Добро, си е дознаваме. Химен. Добро, тоа е битно, не е спойлер. Шо има да... И иначе, извини, за Revolution, исто као Revelation што има 4 issues, Аха. и Revolution ќе прават стрип со 4 issues, така да... Чекај, приквел, сиквел, шо ќе биде? Па не ја знам, брат, ова е као приквел од Revelation. Чекај, прво е ова, од ова направија серија, Да. истата прича или што е? Не, сум изгубен од овде, први Мац. ме, како да ти објаснам? Ова е нешто малце пред Revelation серијата, као приквел е. Аха, окей. Ја мислам дека нешто така ќе биде измеѓу нешто Добро, дека добро, има добро. као дупка од Revelation до Revolution и као измеѓу што се дешавало и мислам и од прилика знам што ќе бидат некои
некои причи, така да... Значи препорачуваш да се гледа. Да, обавезно, Добре, не, ќе препорачувам обавезно да се гледа, брат. Джон Конечно ја добивме глумицата за Супергрл, тоа е девојчето од House of Dragon. Девојчето. Па девојчето, па што знам, Не е дете, девојчето. Добре бе, добре, девојката. Па не знам бе брат, мене за девојче ми изгледа Добре, реално ти нека си. помало од мене, девојче е брат. Ја знаеш од девојче која била? Да бе од малечка. Од малечка. Или Алкок. Не докажа, девојчето. Девојката Од од House House of the Dragon што ја глумеше сега као се викаше. Мене на срце ми лежи, брат. Не, топ Читав многу коментари, ваква била, таква била, не знам Не, каква била. Остај ти. Знаеш што ќе биде она? Многу ќе биде Супер мала fucking грл, дечко. Значи, она е супер грл. Фала Богу бе, еден квалитетен да го одберат за улога. Зашто бе брат, па и Супермен е добар. И кај е Супермен? Еве го бе брат, кај Кој е Супермен? Ој Малион. Кој мал бе? Кој е сега Супермен, знаеш ли? Е па кај да ти го покажам брат, Аз знам овака кој на е. лик го гледам и ми личи на Знам Супермен кој е. да. Не може, добра, ајде личи. Ми личи на Хенри Кевил, мала верзија брат. Па Хенри го Е па сакале да сакат како што знам ова треба да е нешто кој Супермен бил као Супермен All-Star се вика by the way. Легаси се Стрипот. вика. Не, Легаси ќе се вика филмот, иначе No. според All-Star, не битно бе, знам. Како и да е, многу мене ми се свија супер грл бе, дечко. Да, топ ќе биде. У Флеш, она колку беше она Саша, како ја се викаше, колку беше лоша. Еј, зашто лоша не знам, добра брат, беше црни бе брат? глупа ми беше малку. Ама Зашто, Гринго бе? латино супер грла. абе добра беше што Абе, мене ќе окей ми паса. беше. Не, Мене окей ми беше. Јака брат. типка беше, не се лажеме, јака типка беше, пошто латино е латион, ама не знам бе супер грл ја глумеше, бе. Добро, како и да. Зашо мене окей ми беше. Оној Џон, како го вика, го падалија Џон Кинг. кој бе? Не бе Џон детето оној Џон како го вика. Не бе, Џон, како се викаше преходниот што го глумеше Кинг до сега? Не знам брат. па, како Џон се Нема, не знам, тој више не го глуми и имаме Логит нов на- Џон, имаме нов. Да, нов Џон имаме. Џон Дейвид Вашингтон. Сега дали ова Не се румор, викаше дали Џон, е како се викаш, не ли? дали е румор, дали е не знам што, ќе го глуми Кенг во MCU. Реално глумецов ми личи со тој што беше до сега, Боље. така да може да направат нешто интересно. Овој ми е 100 класи боље над дечко Не што знам, бе, искачаше ти го на хейташ премиера со чашка, брат, како да проси, да. Зашо? Па не ми се свија акторот. Глупав ми е. Добро. Они Џон Батиста не смеа да Кој глума. Џон бе? Кој Џон бе? Како Џон Дейвид Дейвид Батиста. Е па Џон, Џон. никој што се вика Џон Џон еден. не смее да глуми. Абе, Џон еден. Абе, Ајде Џон. да го викаме Војдан. Ајде. Војдан. Пето си сечи кац Пец, ај овој со сечи, Џонов. брат. Нема да више Кад го Џон чекаме преку Војдан Џон да ми дојде. дојде. Џон еден. Ајде Џон да го викнеме. Вие гледате Дебели Гикови. Таурата назад во програмата со нашиот гостин Војдан. Војдан е здраво живо, Војдан е. Ајде, здраво, Чернодрински. Како си? Добар? Возбудено. Трема? Не бе. Ја да ти кажам право. Мои луѓе гикови. Ја да ти кажам право, пред да седнам овде, имав мислевме дека Предикција. аудио ќе иде. И не бевме ни спремни за видео ни Седнам пред камера. ништо и Пецо да го поздравиме нашиот мил и драг Пецо. Пецо Вика идеме видео. Запад. Абе како видео? Абе видео вика идеме и ме седна брат и до тогаш видео идеме, а трема дека Чудно е, ама многу ви убаво студио во Ептен е пријатно, така што... супер е, па греали Скречено. да не грее да. Ти сигурно си навикнат. Искречено панелка грее. Да, па Пецо платил струја за да грее Кој што све. личи, кој што треба. Да. Нема, струја нема вода. првата епизода. Празно, брат. Ништо немаше бе брат, не знам Немаше дали ја гледаше светла. ти првата. Ја гледав. Ништо немаше брат. Јас среќа у кошлуче бев Да. вкус дека А ја брат Може се да до знам. джемпраше онакво, како се Christmas ugly sweater
И беше многу кринжо. Не А знам. тој ајде ме ке снимаме подкаст за аудио Абе, онака на аудио Spotify требаше ќе да треба. снимаме, Ама ние тоа се- нели со тек на време, само доградува се тоа. Да. Да, бе, сега немаме гајле више. Да. А знаеш дека сме, ајде да не ги навредиме, ама единствени подкасти од МОВ што имаат сценографии, вака А, и па така. да, бе, брат. Да, бе. Да, па. Пеца потврдува. И дори гости имаме, бе. Пецо лайк ни пре. Абе, и други има за гости, брат. Е, ама. реално и трна со гости. Ни трна, Треба да се ни рекне. трна. Скршивте вие мразот и сега сите викаат гости. А пред вас немаш. Не бе, имаше, Не, имаш. Имаш, ама си го скршивме сами мразот, брат, и сега секоја недела само гости имаме. Само некој ни доаѓа. Чути да чукнеме од Имаме дрво. и најава за следна недела Не, гостин ќе тоа ни на крај, биде на крај, еден на прашалник. На крај. Од Еден Ридлер ќе ни Ај, биде на Ева го гости. Ридлерот. Да. Ридлер, па личи на него. Мисле, пишете во коментари кој би можел да биде следна недела гостин. Ајде да видиме. момент- Се чекај, имене значи, ме- Не. Ама мора малце хин. Не, И нема пак ќе хин, пишат, брат. како се вика, Алан Мур да ти ја. Да бе, Алан Мур. Е, сега. пак се- Ќе го извадите него од Англија. Да, ми... Не Црта, бе, не бе, еден македонец е од Скопје и Кажи му доста. адреса. Не знам Карче адреса. Золашка. Колку години? Не. 41. Дечко го знае. Шоумен, водител, актер. Али готово, и знаат кој е, да. Затоа И ќе Келав, е, доста е. Е, готово, го знаеме кој е више. Како да е, не е битно Ја за него. мислев да дам гиваве, ама нема да дам. Сега дека кажа све што требаше да се Не е каже. битен, но Да случајот гледаат сега до крај и на крај ќе кажат. Нема да кажеме. у случајов е битен Ме изнервира. нашиот сегашен гости. Да, Војдан, Војдан е од Черно- Парагонс не, не. комикс. Фала, дечки, на Ти поканата кажав уште пак еднаш. еднаш добро дојде сега уште еднаш добро дојде. Второ пат добро ве најдов. Миша со Чернодрински? Таму учев основно. Стварно? Да. Па, Војдан у Војдан. Он им бил булито, брат, у основно. Името. Така. Се знае. Така, Тоа која- што осма? Кога Кога се чекај. запишав, моја беше школата. Као беше тоа за патронат кога се родил тој А не знам. школата, као беше за Мислам патронат. дека беше кога се родил. Така. Кога се родил Војдан? Кога ти е роден? Заборев, брат, ја на патронат сега пред некој ден викаат у школа, кај нас нема кај другарка ќерка у школа, вика не у школа за патронат. И викам кој збор сум го заборил у животов патронат. Да. Значи, тоа беше добра работа. Војдан, кажи ми нешто вака повеќе за тебе. Шо правиш, кој си? Шо си, како Број на си, од патики. кај си? Кај си? Имам 25 години. Не си на Живеам. интервју, брат. Се жалам, тере. Живеам у Карпош у Тафталиџе, у најакото, Каде? млечен. О, млечен. Па сега. Таму работев ја кај млечен да. Не, супер ептен, мислам, цела екипа сме останати уште од мали. Имав период кај што живеев у Тафта кај Ѓорги Димитров, па сега пак сум вратен на млечен. Сега што се однесува до стриповиве, нели? Како еден од основачите од Paragons Comics, исто така пишувам сценарија за Убраво стрипови. е. Аха, ја извинјам, мислев дека и црташ ти. Не сум уопште талентиран за тоа, али затоа имаме у екипа десетина души кои што се преталентирани. Браво. Имате нешто сега извадено од Парагонс или уште не као под од Парагонс, ајде, да. Вака, наши изданија кои што можеш да ги купиш у продавници или нешто се уште немаме затоа што не ни беше таков моделот на работа до сега. Идејата која беше? Идејата беше да ја направиме екипата. Најпрво нели почна уствари можеме моце за почетокот со Давид, што беше гостин претходната недела, Давид од Комикс. Така. Ние сме заедно и од основно и средно бевме заедно, значи онака цел Малечки Као, заедно. па чекај, па као не си го не сте основали комикс МК заедно. Па тоа е. Кога ќе не прашува порано чиво е Парагонс, чиво е Комикс, ја викав Парагонс е 50% моје, 50% на Давид, а Комикс е 99% негово и 1% моје. Тоа што е тоа. Ама не имаше тој еден период кај што он стварно беше првиот кој што се замараше со стрипови. Он Од нашата генерација зборам. И он си го оформи Комикс МК и почна многу да работи тоа. Значи многу беше добро. Да, бе, топи ми идеше. И уште им иде. Уште ми иде така.
И негде ја кога бев на факултет уште, значи склопката не ни беше у средно и основно кога бевме заедно цело време. Него ја кога бев на факултет имаше пред да полагам испит, морав да геймам нешто. Као не можев едноставно станам од спиење ги дучам, не можев, морав да станам од спиење, да изгемам 5 часаат и нешто. Што ги имаше? Што ги имаше Што не тој сум геймал? период? MMORPGs најчесто и MOBAs. Играв Вов? WoW, Guild Wars, World of Леле, тој WoW, колку луѓе не положили испити ради тој WoW, Јас колку само ради WoW положував. Не беше WoW луѓе. луѓе имаат зафркнато факултет ради Ево, тој јас WoW. дигам рака. Ја никад не ја заиграв Јас тај. дигам рака за еден од тие луѓе. Добро, не Вов, ама многу други, ама добро. Па не, тоа се геймаше MMORPG, значи цела екипа се собиравме. Еве и сега у короната 40 души се собравме, гилд направивме, WoW Рейд, Classic леле, игравме, рейд, брат, 40 игравме души. Shadowlands исто. Значи беше она баш Беше лоша експанзија стиграле на Варска, добро. лоша експанзија беше сега што да правиш, има добри, има лоши. Али и си играше многу LoL, Dota си играше многу исто, Dota двојката. Шутери си игра исто, ама ја нешто не бев многу по шутерите, секад ми се свига. Counter тие Strike авантури, е некои- класика шутер, бро. Не, Call of Duty си играш у корона. Си играше А, Call of Duty. чекај, у корона или? Да, у корона. А, не знам, ја Корона беше мислев- Call of Duty, исто си играше Battlefield ли беше, петка, тројка, шо беше тоа? Не, 2042 нешто таа така се мислам играш. дека Да беше фейлот. Па не, пред таа шо феон, Аха. пред таа шо феон. И па не знам што беше пред тоа. Вајде Петката, некоја нешто, шеска тројката, нека. нешто. Сега Јас сам што гледам беше у толку се- компјутеров за време на корона имам инсталирано Counter Strike 1.6. МКД. Не е МКД, Fortnite игравте 1.6. Никад не можам Fortnite да играм. Добра беше Fortnite. Не можам да играм. Сага нека каже, беше до корона забавна, се сите игра. ја игра. Еј, морам да признам, ја у корона почнав да играм The Division. И онака, брат, уште од првите денови, не знам, најавуваат тројца заболени, четворица заболени, а The Division кезот е онака full on вирус низ Нью Йорк, такви работи обкружат. А шо игра е тоа? Шутер нешто? ММО е, ама со пугање со такви работи. И брат, како играш, само слушаш у позадина. Уште еден заболен, уште еден заболен. А у играта Нью Йорк е онака Dead Zone, како се ига тоа Читав Венко затвор. Филипче на пресконференција, ти Ој гейма, Буквално, пука. буквално. ти го живееш тоа. Абе, не знаеш, тоа никад нема да си го заборавам со корона. Ја за време на короната си инсталирав трак симулатор и земав Оди звездо! воланче, педали све и немав на шо да го ставам. И земав даската за пеглање, на даската за пеглање си го монтирав да видам дали имам слика, може да имам, и на даската за пеглање си возев камионче. Носеше брат. капче со долна мајца? Да, Не, па нај. и со пешкир вака овде. Сега сунчаше ли раката до тука? Да, од прозор обавезно. Без тоа не иде. И Among Us играв. Не знам, за Тоа, во како- живот немам ни една партија изиграна. Зашто тогаш- бе, мене многу- многу ми беше јако. Ама кога беше најакото со Among Us у короната кога Да, почна, да, тогаш ја беше тогаш најакото со WoW. Да. Не можеш. Не знам, ја Among Us ја Ја и играв. он сме исти, брат, исто си сакам игри. Остай си тие Among Us. Јас разбира, сум разбира, стар, разбира. да. Стар сум ја Among Us код децаната. Кажи ми, од кој искаче епизодава правите Парагон 7 година. Да. Утре, тоест, На на први. први. На први, втори. Правите една година, среќен роден, среќна нова година, ќе фала, кажам. дечки. Среќен Срекни роден, празници. сакав да земеме нешто вака, ама... Сега ми текна кога ми го збориш ова. Да. Еклери требаше и свекичка, брат. Да, Немаше да, ни ама... еклери, а свекичка Ќе не нема и купев текна. тептам да знаеш. Свекичка ќе најдавме од тука нешто, ама не најдовме еклери. Не, така сар- да сарно ти барам. дужиме еклери за нареден пат. Утре, бе, па, утре. па, Утре ќе се па, видиме Запишам па, од тефтерот, памтам. Утре. Ке се најдеме некој. Да бе, Ке- па родена, па треба да частите. Треба да Ајде бе, Бе, годожо. мала Ние со по... забава. Сега, наместо ние да му донесеме на човекот еден поклон, он ни донесе нас. Watchmen што, како да ти Не, кажам, осте не од нека каже, што е со Watchmenов? како да ти кажам, си ме подилу срце, брат, и Да, ја не може, Него- брат. него Не, не, те не, не, мол- не, те не, мол- не, те не, не, молам, не, те не, молам. не пипај. Му кажав на Марио дека ја ќе го зем, тоа си знае од старт. Вака, значи, Watchmenов е еден, да не речам и според мене, најдобар стрип на сите времиња. Стај го бе Иако на е местото на тежок. ридлата му. Ке само збори, така. збори ти. Иако е
тежок збор да кажеш нешто дека е најболje. Моje субјективно мислење е дека е најболje, а објективно е меѓу најдобрите. Значи, мислев дека треба у студиово покрај Ронин, покрај Бетмен, покрај Ридлер, The Boys, дека треба да има и Watchmen. Управо си, да, јас сакав да ги земам Watch Me Doomsday Clock, ама некако некако ми искача за некои други, ја ги земам, нив не ги, а ги поштоеме, Ептени многу ми направи кеф што ни донесе нешто вакво што јас ќе го прочитам сигурно. То ставе, ја го зијам. Ајде кажи ќе го прочитали. Ќе го прочитам, Не, бе? ќе го прочитам, он брзо чита. Не види оваа едиција што ви ја поклонуваме е од 2006-2007 година. Значи има некои 15 години. Не сум бил роден, шо? Не, ако стварно не беше роден, никад не може да го дам да го читам. Сега ќе го дам. Така што ова беше едно од, пошто ја сум исто така и колекционер на стрипови. Имам многу верзии на Watchmen и ова е едно од поубавите верзии, поубавите изданија. Еве, каверот е партали, ти викам Каверот е ја иконик. ништо чудно. Кајлито и со крвта, Дефинитивно. со кетчапот. Ништо чудно ова да го урама, многу ми се свиѓа, брат. Многу ми се свиѓа. Има иначе за Doomsday Clock што спомна, тоа е како сиквел на Watchmen, така што прво На Watchmen овој се прочита. или? Да, на овој, иако Алан Мур сега ќе ни пише греф што збориме дека е сиквел, ама у наративот е директно после завршетокот на приказната од Watchmen почнува Doomsday Clock. И Doomsday Аха. Clock е од Джеф Джонс напишан. Чекај, Джеф Джонс е он беше кураторот на DC Rebirth. Она што го тера од 2015, мислам до 2020 така нешто. И сега беше на DC, како им се вика сега, Cinematic Universe. Да, DC. Што им беше, он им беше главниот, ама сега го избркаа, мислам, нешто така. Тоа е што не нормално. Али Чекај, ова чудо што... ова е практично, пошто што е работата? Еве, да. Джеф Джонс. сврти го на да, камера. да, да да покажеш. ви покажам, да. Еве, значи ја го имам Batman Flash кросовер, Пецо не е тука на спени кадар. Пецо, добро. Ќе станам, бе, брат. Вреди. Вреди, вреди. Еве, ва. Сврти другата страна. Вака. Ова е како најава на Doomsday Clock. Да. Тан тан тан. Ви се идејата било практично Watchmen универзумот да се спои со DC универзумот. Пошто Watchmen не е дел од Чекај. DC универзумот, туку е од DC Vertigo. Аха, ама пак се под DC. Пак се под DC, ама е она Elseworld, како го викаат, што не Да, е Elseworld, не е дел така од се. главната приказна. И сега Да, они да, и викаат оној беше, као се викаше, еден трансметрополитен. Трансметрополитен, И ама тоа тој е не е од тоа е- Vertigo или од Black? Vertigo, од Vertigo исто. Од Vertigo е. Vertigo најаги стрипови материјално. Па И Sandman уствари беше на Vertigo. DC што се тие 18 плюс, да кажам, стрипови, се Vertigo, што има. Имаш Трансметрополитен читано? Го немам, сакав да го купам Тоа е, брат. од академска книга, го нарачав, Кецот и двојката ги нарачав, ми зема тоа за трансакција све, нарачката е примена, чекам ден, чекам два, чекам три, нема, ми се јавува, ми звони некој по телефон, а ова бе вика од академска книга, сум ја бе да ти кажам за Трансметрополитен го неаме. Ние се добро, викам ти. Абе не види, тој има Не, 75 чаптери или 60 или 75, мислам дека беше Готов е 75. тој, не Готов е. искача ке бе. Готов е, мислам дека од Damn. Warren Ellis е. Истиот од овој Castlevania, ако сте гледале. Уф, Тоа па Castlevania истиот автор што е до сите сезони што ги пишува освен последната, после тоа му направија Me Too, го кенселна. И последната сезона на Castlevania ја нема он пишувано, али он исто ја има работено Трансметрополитен и тоа е според мене еден од најдобрите исто, чи врв е, 75 чаптери читаш и не ти кога завршува не кеш да заврши, а крајот е феноменален, еден А од најболите причата крајови. што е за дечко, ми кажа дека дечкото што е у причата го имаат платено за да го убие Бетмен. Во не знам во кој дел, во што така као информација ми Па дое. не, Знаеш, тај Е, сега, спойлер warning а, се вика. пред- Не, ова ми дое као Не, така не не дека тоа се дешавало во стрипот. Туку као имало некоја си прича негде, не знам каде, дека можда. му платиле на него за да го утепа Бетмен.
Абе не види, Трансметрополитен. Што се смееш бе? Абе спојар се вика бе. Абе не е Добро. вистина. Ти викам може и да не е така да. Трансметрополитен причата, тој главниот лик е Спајдер Јерусалем се вика. И тој е новинар. Ама е она гизмо журнализам, мислам дека се вика, кај што дечкото е новинар кој што пренесува вести сосема субјективно. Значи има протест, он иде таму и вика: ги гледам овие и све најлошо каже што може да му текне, личат на проститутки, личат на вакви, пцуе, едно друго и се тоа го пишува, и он стане многу популарен со тоа. И работава сам 75 чаптери, сега не можам нели целата. Да, не бе, не. Со нема време за 75 брат. Ајде од првата па. Почни, ќе раскажувам. Не, али генерално моките на новинарството да Тоа на Марио ќе порази режим. Ете, така да кажам. Ќе му се свиѓа оне новинаров Новинарството- меѓу нас двајца, Не сум да. таков новинар. Добро, ама Може зашто попишам да не ти сам станеш да бе го брат? Ќе го прочиташ и одма. Што сега да ти кажам друго? Сега да те прашам Ништо да ја преминем маца на Парагонс. За Парагон за Давид што ви кажував. Го почнавме Како сме почнале? муаветот со Парагон си стигнавме И одма до на Watchmen. стрипови. Да. Така треба. И кој што ви кажував, значи основно и средно со Давид никад нешто посебно за стрипови не сме правеле муавет. Чекај, а читавте тоа Он стрипови? читаше како не, јас не. Јас имам Аха. читано Загор така нешто. Да бе, Како тие мал, скапи како беа многу мал. америчките. Како моите мал. милени. И ти викам, требаше да се спремаат испити, и ја пред испити геймав цело време. И дојде еден период, ми текно да спремав или математика 3 или електромагнетика, кој бил на електро, знае тие со она end boss, најтешките предмети на електро. И И кај немам сега што ќе да решам. геймам, и викам ајде ги гледам Бетмен филмовите. И ги изгледав сите Бетмен филмови. И ми Анимираните беа- ли? Не, не, играните? Филмовите бе брат. Добро, И добро. на крај Филм. ги гледам овие што се од Кристофер Нолан 3 дела, викаме и пое партали многу добро. О, ти си И почнал со не ми е- јаките бе, чекај на И... Не, јас ги имав сите гледани уште од предходно. Само ти викам, сега немам На што да Тим правам, и Бартон. викам ајде пак Бетмен ќе земам ги Да бе, гледам. тие И ги гледам сите филмови. Заразен сум со Бетмен, значи не можеш, не ми се ни гейма, ништо не ми се прави, не ми се учи. Викам морам да гледам уште. Чекај бе, па нешто. зашо не ги играше Бетмен игрите Уште тогаш? ги немам играно. Мислам, ги имам една другарче ми има даја една на Sony. Онаа што е цело време у Аркам. Па сите су Аркам. Не, има една што е првата- у градот, една што е првата е у затворот, Да, втората е у втората е градот од градот, и третата е у градот. у затворот. Таа имам почнато, ама Е некако првата. Аркам не ме купи многу затоа што не беше мој стил на игра. Иначе знам дека сум многу добри со сите што Аха. ја правам. И сите ми се љутат кога ќе им кажам дека не е играно, ама ќе биде. И муабетов беше немам сега филмови за гледање више, а тој жар не ми е исполнет за Бетмен. И викам што ќе правам, ај ќе видам на Google ќе пишам што да земам да читам. И најдов еден многу добар пост на Reddit и вика прво ќе земеш да читаш Френк Милер Year One Batman. О, како Читам си се тоа, заразил ти. Партали. Викам второ што да тоа читам, го немам. вика The Long Halloween. Туф. Тука ли е? Ти си за зарал, за убаца, ето ти го. Не е тој. Ево. Тој ли е? Ова е. Ова, Пушти подоле. ова е тоа. Што е the shit the А знаеш дека као продолжение има од Лонхи? Да, има и две продолжеци, мислам првиот е Dark Victory и после уште еден, мислам дека има. Кој? Ајде, ајде. Кој? Ето го тоа е. А Стврди тој на за камера? другиот тој не го знам, тој третиот. Па не знам кој беше тој. Ама Мислам дека уште еден направи, ама понатака, ама не ме паѓа за збор. И после третиот што ми рекоа да го читам е The Dark Knight Returns. Тој исто исто сакам Френк да го Милер. земам од академска, ама не го земам. Абе Добро. тој е малце А цртанот го имам гано. абе, сега мене ми е малце overrated од аспект на она дали го има поминато The Test of Time. Пошто мислам дека приказната не е на оно ниво кај што има приказни сега, а до некаде и у периодот после тоа, на пример Watchmen, не знам. Работата е тој стрип има толку многу добиено на влијание и на популарност затоа што бил многу крвав за тоа време. Крвав не само пошто има крв, него крвав како хардкор стрип бил. Да. Бил значи стрипу кој што се обработуваат теми кои што претходно не се обработувале, на пример Бетмен има, сега без спойлери, нели? Бетмен Да. има 50-60 години кога више е стар. Да. Сега што прави таму? Има со Џокер многу интересна прича кој што Па не бија Бетмен vs Супермен Бетмен мислам врз дека Супермен е од таму е земено да. дел е земен од таму. Инспирирано. Да.
И тој го читав и тој тогаш не ми остави некој многу голем впечаток, ама викам ајде да видам што друго сега вреди да се чита. И барав као топ 10 graphic novels. И гледам од топ 10 7 се на Алан Мур, авторов на Watchmen. Викам што направил човеков, као на секоја листа, што и да отвориш, први се или Sandman или Watchmen, тука го имаш Killing Joke, исто негов, V for Vendetta, исто негов. Имаш Killing Joke буквално- на српски го имав и го дадов поклон на дете едно за Шува, колку на дете се му Така. Не ти остави впечаток? Не, ми го остави многу, ама Мене многу ми се свиеше, во го крајот сакам со- да го земам на англиски. И ради тоа дека на српски Го ми имаш беше у Македонија кај да го најдеш. Знам, Сум нека. знам. Имам човек. Имам човек. Ке средиме, не бе, средиме. 100%. следна година идам на вакво, на Комикон у Солуни, таму ќе се изнакупам и стрипови и све. И така ја се заразив некако со стриповите. Почнав да ги читам, отворив на листа топ 10, после тоа топ 100 и све што ми се свиѓаше тематиката, све читав. И завршив факс. И Давид заврши не заврши факс, толку беше Тоа беше најака. наместо Ја и да Давид учам, завршивме. наместо да читам за факс, стрипови Читам читам. И дојде еден период кај што се вработивме и јас и Давид и знаеш работиш сега ти од 9 до 5, односно кај нас од 8 до 4 и ти фали нешто во животот, као ти фали некоја уметничка нишка, Ти некоја... фали Давид у животот. И го седнав Давид, му викам Давид, имам идеја, ајде да седнеме, ајде он седна. А него веќе комикс МК му порасна толку многу што не беше само за стрипови. Значи, Да, станува све за мислам дека прво Pop беше culture. Marvel, DC Да. и Star Wars. И сега стана све поп калчер Да, буквално. тоа е минатата епизода што го зборевме, прашање он често што го добива. Се викате комикс МК зашто не објавувате за стрипови? Не може да се постигне едноставно. Да, нема, а и малце стрип индустрија во последните неколку години, уствари у периодот кога се оформуваше комикс МК и првите неколку години од комикс МК, беа стриповите беа кал. Да, Значи така. немаш она DC 7 пати рибут направија на универзумот, Апсолутно. New 52, па Rebirth, па сега прават нешто ново. Marvel стрипови, мислам, ја не сум уопште фан на Marvel како како Така стрипови. треба. Добро, дојде во друштвото. Да, да. мислам, Баш не, со има- Давид и го Не, Има некои многу има добри, не викам добри, не. Ама поише нема, него. Ама поише ми лежат DC, нема тука. Лежат. DC. Marvel се многу family friendly некако. Марвел се повеќе за у кино што го правевме муабетот, филмовите Така на е. Марвел им се партали. Значи мора да го Тоа е- признаш. До Endgame. Од Endgame па наваму не чинат. Да, Моје мислење е Ја тоа. ги гледав сите, мислам, реално филмовите не се она нешто вау да кажеш, иако како цел спектакл што е 30 и кусур филмови колку беа у првите 3-4 фази. Целата као до прича е Endgame интересна. Беше она стварно има некој филм ќе го гледаш као нема да се свиѓа, ама те држи гледаш као Infinity War кога заврши мене ми текнува, ние бевме као наредниот филм Endgame, Што ќе се биде деси, најакото бе, нешто што чеки. се десило у Да, знаевме, филмската индустрија. знаевме Јасно дека беше ќе дека биде ќе биде тоа. најголемиот филм. И така ти викам као беше Марвел не се читаше толку, DC почнаа слаби да стануваат стрипови и веројатно по таа некоја логика немаше многу новости и многу интересни работи кои што може да се споделат и сега Давид најубаво се каже за ова, ама он си го отвори кон цел поп калчер. Значи почна со игри, со филмови, со серии, со и стрипови се, значи беа запазени стриповите, меѓутоа почна станува за се. А веќе како бренд многу добро го имаш изградено комикс МК. Да, се што е мејнстрим едноставно. И ја му се јавувам и му викам ај седни у Капри баш ми текнува седевме на Млечан. О, на пијано брат било. Не бе, О, пијано се- денски. слушај. Денски. Парагам. Ај. Значи, беше, имам стрип. Не може. Еам идеја, слушајме сега. Стрипови, не може стрипови. Извини. И не бе, види, не можевме да седеме навечер, многу работевме, нели 8 до 4 и седнавме после работа уморни такви. И ја му викам, дај да направиме профил првично за социјални мрежи, тоа беше првиот чекор, каде што ќе објавуваме некои новости за стрипови, кај што ќе објавуваме јаки кадри, пошто почнаа да стануваат многу популарни, оние ви скочиле сигурно на Instagram One Piece panels, Да. Berserk panels, Vagabond panels и тие се значи стварно многу, особено мангата, пошто почна да стана многу популарна кај нас во Македонија. Читаш манга, читам манга, читаш? да. Мене Браво. One Piece брат читаме, И растура. One Piece. Чи има правено му ја ти. One Piece е крај.
Ја и ти имаме правено муабет за One Piece. Имаме правен. Чи гледаш да сме И- исти, бе. Кога седнавме, да, викаме да. што ќе биде контентот и правиме муабет и мене ме зачуди, ја мислев дека нема да сака Давид. А вика, знаеш дека истото го размислува, викам дај да почнеме нешто да правиме. И јас сакам да му кажам, ама како да му кажам, знаеш да не биде стар, дека сакам да правиме стрипови. И он ми вика, па и ќе правиме стрипови. Му викам, ајде ќе правиме стрипови. Па затоа те викнав бе. Стрипој да прави. Викаме, ајде ќе правиме. И викаме како да почнеме и ја му викам ти терај со комикс макасеа, ќе размислувај како ќе оттераме и ова беше Да. не знам декември, јануари лани и се договараме, го почнуваме на 1 февруари. Профилот е направен 29 јануари, првиот пост што е One Piece иначе првата страна Знам. е 1 февруари. И викаме почнуваме тогаш се договараме. Чекај се, вие до тогаш немате да кажам собрано ни уметници ни ништо. Ништо. Само вие двајца Ништо. сте, така? Фактички ние сакавме преку профилот на Инстаграм, Paragons Comics што е, Добро? кој не го следи да го заследи. Да, Сега обавезно. Сега одмах И ќе се. преку тој профил ние сакавме да стигнеме до стрип ентузијастите до Македонија, у Македонија. Аха. Особено кон младата публика што е колку нас, што сака стрипови, сака манги, ги влеча тоа и да се направи некоја некој здружување да се направи. Да, бе, да, дружби можеме да има се нормално. исклучиме, Да правиме муабет за тоа. Како што има екипа као што се Макс Стрипови, така вие да си бидете Баш екипа така, баш со така. Парагонс. Баш Јасно. така и најпрвин идејата беше значи да ја прошириме малку Културата нетворкинг да направиме, буквално нетворкинг да направиме, Да, 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 се да. запознаеме со луѓето кои што ги интересираат истите работи, нашо ни интересираат. И после тоа да придеме кон што претпоставуваме дека ќе ги имаме до тогаш лоцирано уметниците и авторите, луѓето кои што читаат стрипови, сакаат да се бават со тоа, кои што се горе-доле наша генерација. Сакавме да почнеме да правиме стрипови, почнавме така и помина, не знам, некој период, профилот добро работеше ептен и почнале да ни пишуваат луѓе, као и цртате ли, пишувате ли, може ли ја да цртам, може ли јас да пишувам, некои такви работи и укапиравме дека дојде периодот кај што треба да ја реализираме визијата, односно да собереме луѓе, да направиме една екипа која што ќе биде посветена на стрипови, на работа на стрипови, не само стрип ентузијасти кои што ќе си лајкаме на Инстаграм, нели, и на Фејсбук, него луѓе кои што ќе работат на стрипови. Ја па гледаш, ја па мислев од старт дека сте за правење на да кажам за цртање и за правење на стрипови. Тоа беше целта, меѓутоа затоа што ни ја ни Давид не цртаме, Аха. не можевме наши дела да објавуваме. Јасно. Пошто нема. Пошто не цртавме, немавме што да постигнеме. Јас имам едно сценариј, телефон ми седи, Давор го виде. Збориш брат, кога не знам више за тоа. Добро да што си Што се вика фал. Давор? Вика бе ти си го обработил овој птен, добро е, као му викам, ама чекам да ми дое као инспирација за да продолжам за уште. Ќе ти го дам, ќе одзирнеш после. Многу е јако. Верувам, ајде ќе ми го дадеш. И ќе те зему и ќе има толку. Да најдам ја, рекрутираме. и ќе Готова станам. фактура, плата, све е спремно. Да. Не бе, јас си барам си барам ко можем, Не бе, си никој го бараш, немам кажи го. покажано. Човек што би го нацртал тоа, ама као што имам, као што Као што си имаш замислено, Да, разбирам, сакаш да, да си ја видиш да, твојата идеја да биде да, реализирана да, на тој да. начин. Знаеш дека Парагонс ти е најбоља опција, брат, 10 души имаат па цртачи. знам брат, Ти имаш знам. сценарио, нив им No. треба човек. Вака Ке- пари му дават да збори, да знаеш. Да бе, ме пушти од тука Пушти, доле. да, да. One Piece, ама... Не бе, сега слушај сега на ова на Game Jam. Као си каже дечкото? Александар Бариков, Бараковски. Бараковски. Он бил на Game Jam и му пуштал таму, на подкаст, ај. Ми дојде ми вика, абе, ја гледав епизодата за Давид. Вика, јакечко, ти се свигаш ли? Да бе, од Парагон сум. Што збориш бе? Да, он е... Викам, да бе, да. И најако е доби, тоест неговиот тим доби награда за најбољи арт, што е многу Да, јакичка. Имате видено човекот кој црта? Ја Да имам. бе, поздрав. па играта ја црташе он. Тоа е Поздрав до Александар Бедове. Да, поздрав. И нека дојде на емисија, нека не се Значи, он сам и другите дечки, меѓутоа еве специфично за него, значи он е лудило. играта. Прв пат кога видовме што црта, кога беше неверојатно. Сам ја кога го видов, беше буквално го гледаш си викаш како ова е тоа што треба у Македонија, значи луѓе кои што
се волку талентирани и уште поважно од талентот луѓе кои што работат, затоа што он стварно работи. Значи, На Game Jam црта спие. да, беше, и фотката што му не е си, таа е врвна фотка. врвна фотка, Од да. него злегна на бимба и лаго целиот, ама ке стане ке нацрта и пак. Епа, уствари, сега пошто го спомнавме Барак ние го викаме на Гален, иначе Александар Бараковски. Кога се прошири малце приказната, викаме ај ќе почнеме со пишување, ама јас се запознав во тој период со Марко Стојановиќ. Он е од Лесковац, авторот на Вековници. Кој го знае Вековници, тој е веројатно го купив, на која го епизода ставивме. беше, да. Не знам, втора, дека беше на втора, трета, трета не епизода. знам, Не, овде трета, беше да. стајано, ама македонската на Првиот број. македонски првиот број, ама јас и од стрип со тебе Да. го земав на српски. Интегралите што беа. Да, првиот дел. Уште го немам прочитано, ти кажам, да Значи, малце. тоа е- Стајан ми е сега на полиција 3, Знаеш како што ми се има некоја бариера? останати. Некоја бариера кај што слушаш дека тоа нешто е од Србија или исто како што е кај нас од Македонија и не го вреднуваш на Не, почетокот. не. Може би не ти, меѓутоа како Аха. менталитет ти го кажувам. Може, така и за може, музика да. и македонска музика, никој не поштува, не знам, сега да не ги набројувам артистиве, знаеш како имаме некоја лоша перцепција Да, бе, да. нашите работи што е многу лошо у принцип. Да. И Точно. слично тоа беше и веројатно и кај можеби кај тебе, можеби кај другите во врска со Вековници и постоеше Вековници, тоа стрипиште, спрема да. сите, точно така. И ја викам дај ќе земам да прочитам што е работава, пошто има колку е 15 години искача веќе, имаат работено над 200 души на Што на е тој 15 серијал. години? 15 години има над 20 книги, има Вековници искочено. Озбилни сте? Да, 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 бе, да. брат, што ти е на тебе. Ја викам дај ќе земам да го прочитам дали е overrated или стварно е толку добар. Иди го му свет на очите, да. Брат, ја мислам дека тоа е едниот и што него Не, бе, брат. Не, има вака има. Уште Имаш 14, искачат ли 15, уште? да, искачаат уште. Уште искача, да. Имаш околу 14-15, не сеќавам точно колку беа Main од Вековници, меин сторито, То стори што е, да. а имаш и спин-оф кој што се вика Бескрвни, тој има 3 книги, сега ќе искача четвртата. Не. Имаат многу македонски автори. Да, бе, брат, па, бе, уметници не работат знаеш ти на што тоа. е, ти викам, Крале Марко со буздоган влага вампири тепа, брат. Абе, още ти грали Има ли малку боље од 15 тоа? години Много е постои, хард, бе. Е, па затоа Много е и хард. 15 А, години ја- ќе пос... И ти ќе викам ти ја го дам, ќе го го прочиташ. познавам и викам ајде да видам знаеш за што се работи. Читам првите 2 чаптери, првите 2 книги. Партали. Че го читаш тоа како како да си читал, сега да не претерам да не речам нели Бетмен или не знам што, меѓутоа кога си читал некој многу јак стрип и онака неочекувано те фаќа пошто влезот самата како првата страна и последната страна се лудило. Све измеѓу е лудило, значи те фаќа, те држи до крај и тоа беа ги голем. Првиот чаптер е мислам 70-80 страни, значи не е како 20 страни како американци што имаат прв чаптер. И буквално викам, леле, ова е преако, морам да го запознам авторот и да му кажам јас сакам да пишувам стрипови. И отидов у Велес, таму беше он. И сега викам како му придам се на човекот, знаеш, У кафана, не заглавен. Ја како, значи, така, дали од искуство, дали од не знам што, ама одма им влам, здраво те прашам нешто, одма директива, брат, не Може, не така мислам, треба може. шо. не Така си и треба, мислам. реално така треба и ја секојаш кафи го најдов. И му викаме и вака така нешто почнавме да правиме муавет за стрипови, и му викам и јас сакам да пишувам. И вика супер, што и да треба демек. Ќе ти помогнам. И ми вика имаш ли као размислувано за нешто за приказни? Ја имам да, вака ќе правам, така ќе правам. И он вика ја бев така демек кога бев кога почнував, меѓутоа земи прво да црташ, да пишуваш пократки приказни. Малце се научиш како се пише сценарио, да видиш дали те бива некои тие Да. работи. И практично тој совет го применивме у Парагонс. Прв пат кога се собра екипата, викаме ај сега ќе правиме кратки стрипови. И тие кратки стрипови ги праќаме на конкурси меѓународни што се. Испраќавме генерално балкански што се и направивме 9 или 10 стрипови кратки стрип приказни и ги пуштивме во на конкурсиве, меѓутоа не беа сите направени како од екипата на Парагонс, колку што Парагонс беше логистиката. Значи, не знам, 300 dpi треба да биде стрипов, А4 формат, па комуникацијата, па и до кај си, Зашто за А4, праќање. брат?
Па некои од Така е конкурсите правило. си имаат такво барање, треба да биде 300 dpi A4 формат. Само A4 формат, кој викам A4 формат, размерот треба да биде A4, а иначе ти го работиш на поголем размер, нели? Да, Поголем. тоа ми. Али размерно дека треба да биде тоа тој- и Давор го прашав јас. Значи прво уште од кога знам за себе, кога ќе ми кажеш стрип, ме потсеќа на овој Да. формат. Ој не е А4, мислам дека. Не е А4. нешто, Ова не е знам што америчкиот Посебен тој. америчкиот, да. Не знам кој Ова е формат. А4? Не, ни тој, Не, тоа е не тој. не ама А4 у моментот. Која е причината за тоест Давор ни објасни дека поред не знам французите правеле мислам А4? Сите си имаат различно, значи Да, тоа нема да. правило, значи као не знам, веб комикс што се коцкасти, американците си го имаат овој формат, француско-белгиска школа, Па и тие италијанците си имаат тие си имаат свој, да. мангата си има свој, нели мангата е па баш на Па помал. тоа како стил на мангата тој формат ми се свија дека е малечко, не кој компатибилен, ама никако не можам. А многу скупо е 1000 чаптери. Малецко, Не, ама кажи малецко. Не бе, напис. многу не можам имам таа бариера на опачки да читам, па нели има сликите, не треба вака да ги гледаш, треба Ќе не се си вака. направо, навикнеш мене ми е тоа. полесно. Одма ќе се навикнеш. Тоа Мене знаеш ми е колку ќе ти треба? Ќе ти полесно. треба 15 минути да се навикнеш. Одма ќе се навикнеш, само треба да не влагаш со open Со mind One треба Piece. да влагаш. Да не влагаш со One Не Piece. се Не, влага со One Piece мора да влезеш. Има многу јака прича во академска серум. Што со One Piece мора да влезам, брат, Нема да жена ми ќе искочиш. ме изсели од дома, брат. Уше манги да Децата почнам. ги гледаш у средно почнат и ти уште читаш One Piece. уште немаш да Кој си- ти игра? Не, 800 тука Big Mom дојде. Не, И до брат. Вано, леле, Вано беше предолго. Фано. Ама си приметил дека сите кога сме на тема One Piece, а не знам ти не. Не, слободно, правите Така, си šta, му обед. šta Дали си приметил дека Ја ќе идам вода, да си после стам, да не сака таймскипот, некој вода. Ја сакам. Фала ти. Ништо. Пријател. Ако си приметил после таймскипот, Добро. сите аркови траат малце подолго од што треба да траат. Да, апсолутно. Што ми е Нели малце до пред таймскип најдолго беше Skypiea, да. што е негде 6, или се нешто така. Од прилика не е ни Мислам, битно. да. И после, брат, трае. Дресроса 100 и доаѓа Wano 100 и... Па Вано може и 200 да беше. Или 200 беше, така нешто. Со Тоа Вано беше, претера. дури пред малку засадуваше више при крајот. Ама засадуваше поише анимето пошто има ужасен пейсинг. Ја знаеш дека сум запрен на анимето Wano почеток? Јас сум Whole Cake Island. Пошто таму Така. беше се кетчап на Не можам, анимето со анимето- мангата и Анимето малце некако го почнав кога имаше, па да не претерам, околу 700, не, помалку од 700 епизоди, што е прилично доста одамна. Фала ти. Некако го оставив премногу, за да можам да го изгледам уште колку што можам. Да си го Нека бингаш, искача, да. нека се искача, али... Кога ќе заврши да си го изгледаш, ќе Али, заврши за 10 например, години. беше Wano, од почеток, до таму спремање, ова, она, едно, друго, беше лудило. Почнува војната, лага, вриштиш, и више мазе при крај, добра, ајде, уште една шај, уште една. Екхет не ми се свиѓа, многу, искрено најужасен арк до сега, не можам Зашто? да го не можам, многу ми е глупаво. Екхет ми е најглупавото нешто што сум го читал у One Зашо Piece. бе, до сега. глупаво се без спойлери, ама се враќаат многу битни карактери, као дознаваш бекстори на многу битни карактери, не знам, имаш Луфи, Gear 5, Асал на тепачка. Апсолутно, да, но не знам, целата прича, целиот тој environment и сите тие работи, него не ми е, глупо ми е. Фала Богу, више завршува тоа, ќе идеме за брзо на надвор и ехет, ама некако мене не Не, ми се. добро, окей, мислам, Не, добри се, како се и бекстори тие работи за Кума за небитно, да. ама некако ме изгуби после Wano тоа и А моментот кога сваќаш зашо Кума трча така како што трча? Добро, тие работи се Ја тоа кога го видов, Ама тоа е бекстори. Бексторите е јако. Зборам ова со роботиве, со Vegapunk, со сите работи. абе Не ме добро, ама купи, ако не. земеш у исто време кога се дешава тоа у исто време кога се дешава Ike Тајланд, имаш тука Шенкс против Кид. Да, добро, Имаш не. тука кои се тепа други Blackbeard против Ло. Ло ми е мене најак лик. Да. Трафалгар Ло е. Не може, тоа е моје. Правите си му Он Ајде, нека го читай чита. си. Не бе, да го разгледам, да видам што има. Нема везе, али ако почнуваш да читаш манга, немој со One Piece, зашто нема да ја Зашо? завршиш.
Што треба да почнеш сега и за 2 години да ја Јас знаеш завршиш. што почнам, ја почнам со Attack on Titan. Мислам, да, вајде. Чекај бе, Attack on Titans Не не ли знам имаше што филм бе? Има на јапонски што, тоест Не бе, еден Attack on... Има и анимиран, Attack on да. Titan веројатно Чекај бе, ти е познато баш мангата и анимето беа премногу популарни. Значи ја почнав со Наруто. Ако Така? имате гледано Наруто? Да. Наруто ако ти текнува кога Мадара пушти Инфинит Цукујоми. Сега да му напишем поздрав на Давид да му кажеш дека не е најбоље Наруто, дека One Piece е најбоље. Ќе видиме кога ќе заврши One Piece. Ама мене ме мириса дека One Piece е најбоље. И Па тогаш е. ако ти текнуе Мадара пушти Инфинит Цукујоми, имаш 2 години имаше само филери. Така. Сакаш, Така е. некеш, ќе читаш манга. И така почнав манга да читам, почнав Блич после тоа, пошто нели Блич последниот арк не беше завршен у аниме, па Блич го читав, па земав нешто Dragon Ball да читам манга. Не бе со Dragon Ball почнав, не со Attack on Titan, добро. Почнав Dragon Ball така да ја читам и после Стапу, тоа дојде периодот со издолжи се. стриповите. ми текнува на Драго. На Драго Малајно. Санџоку. Стапу, издолжи се. Санџоку и Крили. И Крилен, брат. На Давид му пишав тогаш, не можев да ги симнам на македонски кога ги стави он на страната. Ги симнав Покемон, ги симнав Нинџа Желки, ама Драгон Бол Дигитализира они не успеав да ги симнам. Давид, да знаеш ми ги дужиш Dragon Ball следен пат на USB баце, одма На овде го USB, ги на лупаме цела. и готово. Ја уште следам искрено Dragon Ball мангата супер, иако имаат сега некоја мала пауза. многу е слабо супер. Многу е. Стапа, Мене ми е многу. послабо и од GT ми е послабо Не, не, ужас, ама сакам да ти кажам уште ја Да следам. ме си ја пратиш, да. И го цело време исто, борба. А иначе не се лажеме и Блич е многу Блича парта ли, брат? Не, искрено. ама Не е толку почитуван, ама знаеш што работа Окей. со Блич? Блич overarching сторито што е. да, Е малце апсолутно, да. слабо затоа што влага многу јако со Soul Society со све тоа и ништо не се развива. Така. Само се лупаат и power scaling-от е малце мислам Апсолутно, да. доаѓа Ичиго ги плеска сите први 20 епизоди и после е најслаб. Како си најслаб кога до сега ги сплеска сите. И чекај, овој моќта му била оне ја колку неговиот противник, па значи има некои такви за ој нели како се викаше Не битно. Кемпач, знам. со Кемпач нели што беше. И така имаше некој со Блич. Како он што има проблем да чита обратно, ја имам многу добра прича, седам у академска книга, ми земам нешто, у старата академска книга која беше ваму кај позади собрание, и земам нешто, читам некоја манга, нешто, мислам дека беше манга, и гледам еден дечко, Извини, ќе ве прекинам. Мора и ова да се чита? Да, Да? тоа е најбитното. тоа е најбитното. Таму ги имаш сите работи. Добро. Тоа е бекстори, мислам бексторито, тоа е како извадоци од книги, од магазини, од писма кои што ти даваат бекстори на стрипот. Аха, готово, окей. И седам у академски, доја еден дечко, зима Attack on Titan Volume 1, без дете беше, и го гледам, и не го заприметам, ама гледам почна да чита. Врти страна, ја нешто друго се чува, мислам дека читав она 20th Century Boys, мислам дека така се викаше на манга. Да, од овој монстер што го има правено. Да. Само ми вика, извини, бе, нешто прича... Наоми Урасава. А? Така беше, Да. Наоми Урасава. Вика, извини, ама нешто прича, не ми иде. Како бе не ти иде? Па не ми иде, некако назачки ми иде све ова. Ја го гледам, не знам, викам. Викаш свати А на ја држи мангата вака, затворена више. Ја прочитал И цела. му викам, како ја читаш? Вика, брат, си ја отворам, си ја читам, назачки ми иде нешто причава. Викам, сега ја свртиш вака, вака, и вака ќе почнеш да си ја читаш. Еј, вака е работи, и почитај се. Да, маца заебано, иако пишува такви наслики како се Абе, чита. знаеш што исто многу, мене што ми е многу интересна тема секогаш за дискусија, кога се работи за стрипови, колку се јапонците подобри од сите други. У све, брат. Како ти се свиеш, извини, чим сте бевте кај One Piece, серијата ја гледаше на Да, Netflix? Топ, така? Топ. Мене многу ми се свејаше. Јас што Не очекував. Јас што појма немав од One Piece,
ме купи одма уште прва епизода. Има некои мали работи кои што Не знам, не сакам да знам дека убаво ми дое. не од аспект мали работи, од аспект на работи кои што не се исти како мангата, нормално е тоа кога правиш адаптација на нешто. Не може 1100 чаптери, 1100 епизоди да снимаат Нормално. овај Сега ги фекшн. зема 100 мислам, или 80. 100 да. Ето. Пред 100 фактички, нели 100 ајде не споменуваме сега, али Добро, пред да. 100 да стигна, 99. али имаше некои работи минимални кои што не беа Не, баш убаво. ако е добро тоа за сценариото, не гледам ја и да нека терашо. Да, ама не, Океј си. е класичен пример сега, видовте ли Аватар нова серија што ќе искача? Што Што изјавија за Сока. За карактерот на Сока, го прочитавте тоа? Нешто. Па искочи овие што се Райтерсов, што не се иначе Райтерсов на Аватар да Лестербендер, не знам дали кажав, на тоа Аватар мислам. На филмот, така? оригиналните, Не, Аха. цртанот. на цртанот што има 3 сезони, еден од најаки цртани ikada, општо еден од најаки Да, серии, да, не да. само Но цртани. знам дека Сега прават Netflix. но чекај, не е тоа аниме? Леле, влегош од длабоко. Не знам така како се води, дали се води како аниме или не, у формат на аниме, меѓутоа Дека е јас цртан- знам некој амерички као цртани, ги Nickelodeon. прашувам што гледа, абе као аниме гледам, што гледаш, што да Last Airbender. Тоа е најголемата дискусија. Ама Добро. мислам не е ни битно, многу е јако и сега у причата има еден од главните карактери, Сока се вика, и он почнува као мрзи жени. Као Аха. таков им глуми мангуп, ги гледа под него едно друго и секој 3 епизоди женска го плеска од земја, значи го тепа. Аха. И има многу јак карактер девелопмент, кај што поентата е, без спойлери, ова не е никако спойлер, поентата е дека не треба да си таков. Да, Сега да. искочи од Netflix, кажаа дека сите тие работи што се поврзани со неговото Ќе нема. сексистичко однесување ќе ги тргнат. Па Netflix. И нешто слично имаше и со ликот на Усоп во One Piece серијава, кај што некои работи ги скратија, кои што можеа многу подобро да го Усоп, представат Усоп. со носот. Мислам, Аха, нема нос ој, на... нема нос. Кај ова што Да. Кај девојката со таа. причите што Со им причите, што Да, имаш. да, да. И кај девојката тоа беше многу добро. Ме зачуди онака се викам ле, а предпоставував одма чим влева, ја предпоставував нешто викам овде Оде нешто ќе се шушка. деша нешто шушбуш, ќе се дешава нешто. Му почна за јапанците да правиш Да, ама тоа е као јапанците колку се боле од сите останати. Све се боле. Може не Има креатива. има не знам, на пример Том Кинг мене многу ми се свија, моментално ми е најболе сценарист за стрипови. Арт има многу добар од американците исто и од европјаниве, меѓутоа знаеш што Јапонија како е? Он зима ја работи таа една приказна. Е, Цел тоа живот ми му е е тоа. чудно ми е, не чудно, фасцинантно ми е кај мангите тоа што црта, тој све прави и само тоа го вади прави. Не, едно зависи. неделно. Така? Некои вадат едно месечно, ама Добро, генерално нема вие- везе и нека и едно месечно нека. Све прави он човеч. Зависи, ама у глобала да. Имаат едитор што им помагаат за бекграунд, што им цртаат такви работи, ама у глобала Ја мислев све он прави. не бе. види кога почнува, све прави. Например и овој Ичиро Ода на One Piece Да, и како се викаш овој Туте Тибе на Бличове, кога почнуваш све си правиш сам, скрос се. И летеринг, и Да, причата, и сценарио, и цртежот се. И сега кога ти стануваш више толку популарен, имаш неколку луѓе кои што ти помагаат. И плюс имаш едитор, нели, што ти кажува, ова ќе биде боле, мислам вака, така. Значи имаш луѓе со кои што комуницираш, што ти олеснуваат работа. Направи споредба на пример One Piece Chapter 1 и најновиот chapter, ќе видиш дека у One Piece Chapter 1 имаш само на сликата бело и Позадина, карактер, а на најновото имаш позадина, Позадина 30 карактери. чуда. Аха. Добро, ма тој природно пошто се менува преку 25 години е One Piece старо, така што се Да, менува и добро. стилот на цртање. Меѓутоа како и да е, и мене најфасцинантно ми е ај што се подобри од американциве и од сите што се подобри јапонциве, ај што не вадат еднаш месечно, туку вадат генерално еднаш неделно. Добро, црно-бели се, значи не се Добро, убоја, се тоа е Не, окей. тоа. врска пак. Имаш сам го работи. А у Америка еден работи летеринг, еден работи пенсил, еден работи инк, еден работи колор, имаш едитор, имаш сценарист, некогаш имаш и човек кој што е као причата, као нас, пошто има story by и script by. А да Аха. не И кај збориме story дека by можеш што некој да имаш. Сега рачунаш имаш
Овој еден работи све, вади едно неделно, боле Така. од тебе, вие работите 10 души, еднаш месечно вадите и не сте толку добри. И иначе, која е разлика меѓу црно, бело и колор, видов со вековници, дека македонското што го земав е црно-бело, а српска истата прича, све исто е у боја. Боја, човече. многу менја, многу многу менја менја, сосема друг да кажам Многу. стрип. Многу менја боја и јас Сосема многу, јас многу друг поише стрип. си поштувам у боја, меѓутоа не ми смета искрено за мангата што не се у боја. Не ми е боле. Кај Не ми е вековници, боле. причата со Марко Стојановиќ, авторот, да ви ја докажам кога се запознавме во Велес. И тогаш он вика како ќе земете ќе почнете да правите кратки стрипови. Ние направивме кратки стрипови и ги пријавивме кај него во Лесковац. Тоа е најголемиот најстариот, најголемиот фестивал, стрип смотра. Балканска стрип смотра е тоа. И таму се пријавија 3600, мислам дека стрипови имаше вкупно пријавени. Имаше од таму, не знам, 60-80 држави, значи збориме, тварно беше сериозно, мислам, и 60 до тоа беше 80 држави. многу голем предизвик Че беше тоа за тоа нас. цел свет. Па, пола свет Македонија. сигурно. Браво. И кога ги спремивме ние тие 9-10 стрипови колку беа, ги пуштивме таму и викаме мора да идеме. И отидов јас и уште едно другарче со Виктор, тој Виктор Давков, он логото ни го има правено на Парагонс. И отидовме ние двајца таму. Парагон се уво Здраво, што Виктор. кажа. Здраво, Здраво, не за здраво Виктор, си. здраво. Парагонс ке ви даеме задача едно лого да ни направите дека како што можеш да видиш малце с логото ни е Нема така. проблем, 200 евра. не, озбилно ќе. Триаголник. Дунавка Трифунос. Абе не, Го вас прекидавме човек интересно од ви е 100 пати. логото реално, мене ми се допаѓа. А иначе зашо и да треба, не е никаков проблем. Не ми се Верувам дека допаѓа, овој не му се баш и допаѓа. мерак ќе им биде на Сакам дечките. да биде некако по-така Сакаш по-Бетмен да биде. по-да е нацртано да Да, сакам те да. сваќам, те сваќам. Ајде ќе правиме муабет дефинитивно, нема проблем, мислам дека баш ќе се нафати некој. Ќе ни биде мерак. Некоја идеја имам у глава така да. О, ти, идеја имаш. Летај. И И ги испративме стриповите. Таму идеме со Виктор на фестивалот. И се супер, знаеш, имаше многу луѓе, предавања, имаше берза на стрипови и поминуваат наградите и јас имам второ место. Мене не ми се верува, значи мене че никој не ти ми као кажа таму. сценарио Сценариото зема второ место. А инаку стрипот се вика Браво. Умри пред смрт. Краток стрип исто и го работев заедно со Цанко, Green Hiccup исто од Парагонс. Чекај, го имате тој као испечатено? Не, тој го немаме испечатено, тој е испечатен во ние лично го немаме испечатено, Зашто не? меѓутоа го има во лифт, но што искочи сега пред еден месец. од Чекај, тоа е Телфон. списание? Да. Тоа е фактички Онлайн да не? Не, тоа е списание кое што ти е од наградниот конкурс лифт. Внатре ги имаш сите Македонско дела. е? Македонско, да. Има мислам 5-6 искачано, а порано имало и магазин, стрип магазин што се викал лифт. Брат. Значи таму можеш да го најдеш, исто така се и у деветка што ќе искача. Новата деветка. За стрип деветка магазинот. знам, а и таму ќе го има. Зашто не знам за... Бе, брат. Како не знам. Не се зебам. Не, стварно не знам, брат. И? Нема везе. Седиме таму јас и Виктор и не очекуваме стварно, пошто никој ништо не ни кажува нас. Ние седиме таму со Марко, со овој, со оној беа и Игор Јовчевски и Никола Темков со нас, они се деветка, нели? Да. Исто од екипата Макс Стрипови што се на Давар. И кажуваат, не знам, идат наградиви и сега ти потајно сакаш знаеш да добиеш награда, меѓутоа Да, ама гледаш- не очекуваш имаш еден момент многу интересен као поминува една девојка и као му честита на некој дечко. И ја го капирувам дека сите знаат дека има добиено награда. И викам ние не сме добиле добро и викам и што се конкуренција 3600 и знаеш си седиме и кажуваат прва награда за најболје стрип ја даваат, не знам, втора награда, трета награда, мислам дека 2 или 3 награди имаше по категорија. Најбоље арт имаше и најбоље сценарио. Ја тука се понадев викам ајде и прво место ништо. И знаеш дека ти викаш е добро и второ Да, место. кажеш, не сум прв. И мене не ми се веруваше. Значи многу стварно бевме многу срекни ја и Виктор со мене. Исто и Игор Јовчевски и Никола Темков беа исто со нас, нели кажав, и они исто се супер. И седнуваме вечерта со Марко Стојановиќ и му викам зошто не
прво место, као што е тоа што го оддели првиот стрип Да. од мојот. Дали може да седнеме да ми објасниш како да бидам боле? И седнавме у бар и изборевме 5 сати за стрип од 6 страни. 5 сати правевме муавет. И ме направи ме направи сол. Значи, она катастрофа, усвари искочи, мислам, не дека стипот беше катастрофа, меѓутоа толку многу се збореш, знаеш, до такви детали ми отвори некои размислувања кои што никад не сум гледал. Например, има една врата која што е нацртана у стрипот и таа врата е битна. Меѓутоа, на првиот панел не се гледа доволно и ти покасно разбираш дека вратата е битна, не е акцентирана у првиот панел. И сега тоа не е само грешка на артистот, него е грешка на сценаристот кој што не дал до знаење дека таа врата треба да биде у фокус на првото и така натака. Значи зборевме 4-5 сати муабет, ти ми вика ја ти препорачувам се со се ова што го направивме муабетов, да седнеш дома да го преработиш, да го направиш боле, да видиме како ќе личи тогаш. И седев дома, се вратив и прво нешто направив, отворив компјутер, пишување нова сценарија. Мислам скрос исто, контекстот ќе беше скрос ист, меѓутоа некој скратив на текст, многу текст имаше многу работи кои што беа непотребни и го направив и му го пуштив и вика ова е више многу добро. И затоа како Марко е, мислам дека и не само на мене лично што ми има помогнато за пишување сценарија што ми дава совети, него и на Парагонс мислам дека никој ни нема помогнато толку колку што ни има помогнато Марко од Србија. Знам дека Марко често и доаѓа овде. Ја мислев најискрено, ја на почетокот ја мислев дека Марко е србин што живее у Македонија. Озбилно. Србоман. Не, доаѓа. Не, дека и презимето му е српско и мислев дека е србин што живее у Македонија. Не, доаѓа он, не знам сега колку често, меѓутоа доаѓа дефинитивно. Беше за стрип-трип, беше еднаш два пати после тоа се видовме исто. За стрип-трип завршува конкурсот, тоа се враќаме. Нов конкурс на Мострип у Мостар. Дамјан Шокев исто од екипата, а у тоа време практично се формира екипата. Значи седнуваме јас, Давид и уште 8-10 души кои што се заинтересираме за тоа. У Public Room ми правиме муабет, викаме дајте да правиме македонски стрипови. И сите загрејани се со идеја, викаме окей, ќе правиме стрипови, дај да истераме, викаме годинава со конкурси, со едно друго, да видиме, знаеш, до кај сме. И направи стрип Дамјан Шокев, он го и црташе и сценарио работеше и зема втора награда на Мострип. Браво. И свативме, знаеш, дека има малце дека изгледа не сме за фрвање. И се собравме и решивме, окей, ќе одмориме сега јануари со празнициве. Таман втора година почнува 1 февруари од Парагонс. Почнуваме поозбилно. И веќе имаме, значи имавме баш состанок, што би се рекло пред некој ден викендов практично. Во круговата маса. Да. На тркалезната маса, да. Седнавме и баш направивме план на што ќе се работи периодов. И не би сакал сега многу да издавам. Ако не ти е нешто сигурно не. Го повеќе нема да ни биде цел толку многу конкурси, туку ќе ни биде цел сега да извадиме физички копии од стрипови кои што се подугачки, односно у амерички стил 25 страни од прилика. Кои што ќе бидат направени формат. Овој формат. Браво. Значи ќе се работи сценарио, ќе се работи со сите марифети. Колор, со пенсил инк и што е најинтересното што можам да го кажам, ќе бидат сетирани у еден универзум, кој што го правиме ние. Значи тоа е сега се концепира. Рано е да се прави муабет за тоа, меѓутоа работиме на повеќе од еднаш. Значи не е само еден, нема да биде како прв број па после втор број. Со херој, извини, ќе биде со херој. Што е битно? Не прашувај. Не прашувај се, не ќе ме открива. Негово е да прашам, моје да му кажам ќе видиш. Ќе видиш. Муабетот ми ќе биде као херој, као супер херој или ќе биде као херој, као Вичер, као Химен, као Нинџа Желки, као... Ќе видиш. Ќе видам. Ќе видиш. Ќе видам. Види, се тоа ќе ти кажам. Не, и моментално... Значи, сакам овде место Dynamite да пишува Paragons, брат. Да, тоа сакам, брат, и јас сакам тоа, сакам нешто. Сакаме да направиме, значи, македонски стрип кој ќе биде долгометражен серијал. Ето така, Ашкалсон! Ашкалсон! Кој што ќе работат повеќе луѓе на него. Значи,
ќе има повеќе сценаристи, ќе има повеќе цртачи, значи ќе биде направен по сите највисоки можни Браво, стандарди. браво, браво. Конечно да идам да си купам стрипче, да кажам ќе го читам на македонски стрип и следен месец ќе си купам продолжение од стрипот. Види, тоа Ја е мислам со ова- таму. Шо е? Не, преходната сцена Пецо лако беше, бра. Му се умира, дечка. Мисля да... Не, Пецо, колку па тераме? легни си бе брат, ние сами Пецо, ќе колку си тераме, изгасиме. 3 сати, бе? Колку Не бе, тераме? не тераме, Не, не. три имаме време уште. Шо сага да ти кажам, колко нешто ќе можам да си идаме, што кажав тоа, да си купам серијал од македонски стрипови да си ги читам дома, човече. Дека све ги искача да кажам по еден стрип овака, а 4 толку. One shot искача Да. и види има добри работи што искачаат у Македонија дефинитивно. Не Например, кажав дека нема. Игор, не. се Чекай, разбира. извини, не сватив. Нема да биде one shot, ќе биде... Да, Не, као види, Ишиус. Значи ќе биде цел универзум Добро? кои ќе работат поише луѓе на него. Добро. И Ќе искачаат, Ишиус. ќе искачаат и шус меѓутоа ќе искачаат повеќе серијали. Аха. Значи моментално сега да не ви откривам. Да, ви да, откривам. Не, окей, прашањето окей. ми е... Меѓутоа ќе искачаат прво one shots Тоа ми е прашањето. кои што ќе почнат целата таа приказна. Значи да видиме ние да пипаме кај публиката. Аха, но, значи аха, првите аха. работи што ќе искачаат ќе бидат one shots, меѓутоа веќе се работи серијалот, кој што ќе биде главниот серијал кој што треба да го, како да кажам, официјално започне Да, тоа ми беше документражниот. прашањето, дали од прилика замислата one shotови и после ма се искочи, како се вика... Мислиш, те разбирам. Ќе идеме прво исто како американците што прават. Ќе се вади чаптер по чаптер по чаптер по чаптер. Па тоа. Код да бојс буквално отвора. Да бе, да, и ова ти е ко волјум, ова ти е волјум, тоа тоа се... цел волјум. Да. а внатре тоа се Ишиус. Да. И чаптер тоа он ме интересира. Те молам, значи првиот ишиу да биде на стрип трип од било кој стрип. Нека има една промо. Чекај, се има за... Види, стрип трип е, мислам, средина, крај на јуни, лето ја знам. Така што уште нема официјални датуми, мислам дека објавено. Ако се е добро да не се урочиме, Потрудете се, очекуваме дека до тогаш потрудете се, тоа е моја желба. Тоа е и наша желба и она што многу ми се свиѓа е што сите кои што работат на тие повеќе стрипови кои што ги правиме моментално, сите се загреани и сите се дечки кои што освен што се талентирани и се работливи. Затоа верувам дека стварно ќе направиме нешто. И планот ни е оваа 2024 година, практично втората година од Парагонс, да се почне со таква работа и да се удри на маркетинг, да се допре до публиката и да се види, да се каже, еј, види имаш македонци кои што го работат тоа многу добро. Знаеш што, ја би си стел по голема цел од вас. Вие сепак си знаете до кај сте и што сте. На крај на 2024 да искочи еден волјум. Тоа е планот по дефолт на крајот. Меѓутоа јас си кажам сега пошто што е работава. Со кој да збориш македонски стрип автор, он ќе ти каже не се продава тоа во Македонија. А тоа не се продава во Македонија, ама тиеш во академска книга, Стрипови има еден куп, бункер ги има. едно чудо, дотиеш у бункер, точно Има ние еден идеме куп, цело бре. време у бункер. Со Давид сме цело време у бункер. Таму имаш едно чудо и кога дотиеш никад не е празно. Човек има луѓе кои што читаат, дотиеш манги да влезеш сите. Има некој помлад што не гледа, чита, слушнал за аниме, за манга. Нема. Значи има очигледно публика за стрипови, и сега работава е да ги треба насочиме кон да Македонија. се треба да се допре, треба да не знам за како тоа да треба да кажам. имаш спремно продукт кој што ќе биде стварно го фаќаш у рака и го фаќаш The Boys, го фаќаш македонскиот продукт и викаш ќе читам македонскиот, нема го читам The Boys. Па да, бе, па Значи нормално. бе. збориме од кавер до квалитетна изработка, до внатре кога ќе отвориш артот, до летерингот, до приказната. Значи се да биде на ниво кое што пошто нема другчија како луѓе нема да го купат само пошто е македонско или ќе го купат Точно. пошто е македонско. Пошто ќе го македонско, прочитаат и ја после никад прво више нема што да ќе продолжат. направам и да не ми се свија, ќе го го купиш. купам дека е на македонски, дека е нешто направено кај нас, брат. Ама чекај малку, значи ти им даде многу голема цел и он го почна муаветот. Ти им даде цел до крај на година да извадат еден волјум. Добро е, овде 6 И он си кажа дека годинава сакаат маца да се посветат на маркетинг.
да го промовираат Парагон се тие работи. Не. Извини се. Според мене мислам дека малку Парагонс треба да годинава да работи на тоа да расте многу поише како публика, бидејќи факт е дека комикс МК како медиум се попознати, а ова кој што организира и евенти, и Creative Expo кој што бевте и сите тие работи, едноставно не е познато до степен кој што заслужува да е. И сметам дека малку поише треба да се работи на тој дел пласирањето. Согласувам. Така е. Затоа беше тој дел со Да. маркетингот кој што спомнав. Меѓутоа, на страна тоа, како што кажав, се работи на стрипови. Така е, нормално, така Значи, треба. ние и првата година го работевме на маркетинг, значи меѓутоа сега сакаме да извадиме време е доедено, значи не може Да, апсолутно да. со кратки стрипови толку. Така е. Сам колку што можеше си стара и не ни треба реално да се претера со такви работи, затоа што на крај на денот и ја како стрип ентузијастичок што сака да чита стрипови, нема да земам да читам кратки стрипови Нормално. од 6-10 страни цело време. Значи сакам континуирана прича, сакам да биде нешто кое што ќе земам, ќе сакам да го купам наредниот месец, како што кажа, и се седнавме и рековме дај да направиме нешто што ние би го читале. Ке не викнете ли на стрип трип за да правиме специјална Лајф емисија? Не бе, готово бе, јас се договорив, ти не знаеш? Не со Давор го зборевте тоа. Со да бе, ја Со- многу ми е желба, ама некам да сме, знаеш е финтата. Некам да сме путани брат, да кажам Ето, ај објасни. Публика сакаш. Да сум не. Да. Уходникот каде што прајат Да, сите брат, таму, бам. Та бе на сцена Овде. напред пред МКЦ. Не. Со публика како Каде ухо што што гледаат прајат, да се тепаат од страна. Како да ти кажам. Внатре внатре кај што е влезо, кај што поминува целата публика. Да, те сваќам, те сваќам. И кој како Кај влезе ќе дојдеш ти војда нај дој седи овде, уџабу муабете да се Да, и прави. може тој е многу јако и може да го терате како подолго време. Пецо, колку можеме да правиме емисија уживо на стрип? Лайв. Колку сакаме? Колку сакаме? Добро, 2 дена, може? 2 дена. Ете така, готово, договорено. Не, тоа ќе го направиме обавезно, но ќе ми биде. Ај гаси, ај доста е више. Не бе, гаси, зашо уши ми се Премино премува. Пецо, му се спие, му се плаче. На пецо му Не, спие. шалам се. И убава епизода, убав муабет, све што требаше, имаш нешто да кажеш? И ја баш извини, ја баш гледам овде артови што има од Paragons и ќе видам кој арт ми се свија и за лого и за Ти муабетот терај си ги што ти. го правевме за вакво за сценариото кој би ми Кој би легнал. сакал да го работи. На. Нешто има прашање, ми летна главата и... Види, јас сакам да кажам дека освен што треба публиката да ги заследи Парагон Да, нели, да, да. на социјални мрежи, треба и мислам дека тоа ќе им се допадне исто така многу да ги отвори артистите кои што се од Парагон посебните нивни профили, затоа што нема цели свој портфолија и мислам дека стварно ќе им се допадне артот затоа што има неверојатни се сите. Тоа може да го направат имаме ние pinned image, pinned пост фактички на Инстаграм. Завидам за кој се работи. Да. Тој ќе ми приде. И таму се сите тагнати и може да ги отвори. Баш сега у моментов. Многу убава Creative слика. Баш у моментов. И Ама може- чекај. Дамјан не ми сликава, така? Стаја на Дамјан е длак. надал- И тоа сакам да го прашам, тоа сакам да го прашам. Што со Дамјан? Вака, Дамјан инаку феноменален артист исто. Да, апсолутно, Деца, он да. живее и работи во Финска. Океј. Да, и доаѓа често тука, работиме заедно, Така. значи дечкото е, ако му отворите он што црта, тоа е исто, сите се премногу добри, као не знам. Брат, немам сакам зборови овој да ги ми го испофалам, црта сакам поише стрипот. да ги фалам. Дамјан го отвори. Сакам овој стрипот да ми го црта, брат. Он иначе мислам дека работи како арт директор во гейминг компанија во Финска. Така што дечкото е Не, стрипови ке цртам, бе, гейминг бе, дечко. Бркаат од работа види го што ствари. 70.000 души месецов избркаа, ама гейминг бе, братче, бе. Нема бе, стрипови. нема пари од тоа. Нема пари. Дечко, да бе, не си спиен 3 дена. Напи се водичка. 5 дена, бе, бе. Не, бе, 6 колку. Не, има иначе можеш Ќе ги отвориш цирнам дечките убаво, и- да, и- све И ќе- дечките што не гледаат сега, мислам стварно Да. тоа се
млади од Македонија кои што се преталентирани и пак ќе кажам не е битно тоа што се талентирани, затоа што има милиарда луѓе што се талентирани, ама талентот ако не го тренираш, односно ако не работиш за тоа, се е џабе. Овие дечки стварно работат. Значи имаш од 18-19 години до 30 години сме сите, значи тоа баш она според ЕУ млада категорија до Така. 29 што спаѓаат и сите се дечки кои што работат и приватно и работат на стрип каузата, што би се рекло. Не, кејф ми е што Македонија се од млади дечки као вас почнуваат да се негува стрипот, дека да ти кажам најискрено едно време си мислев Макс стрипови кога ќе згаснат, да кажем, више ќе нема да им се црта и на дечките и више ќе се измоникам. Кој би продолжил као далje, ме разбираш? Па тоа беше исто оваа тема ја начнавте и со Давар у четвртата Да, епизода, мислам дека беше. да. И фактички јас прв пат за стрип Асално дознавам од него. Он беше у Војдан Чернодрински држа стрип школа. Ни кажа да Тоа дека беше за цртање. Ја не знаев да цртам, ама знаеш кој знае да црта у четврто оделение, као идеш интересно ти е, тоа беше да, занимација. да, И да. тогаш ми се разбуди она најрано што памтам за стрип, тогаш ги купив Загор стриповите. Браво. Така што имаме и баш сакам да ги поздравам сите и Давор и Они Игор. почнаа со школата, мислам, од Да, од саботата, да. Текен, Game Jam, школа, Абе, да ти е мерак. Како викенд, човече, стварно е. И убаво е така и треба да има се Нека има, бе, ако да, тоа го зборам ја, нека има. Арт и Све нека од има, бе. уметност. Све нека има. Пошто мора да се пружи шанса на луѓето на македонски автори, артисти, гейм дизајнери и се Да. остало да стигне на површина да искочи. Зашо знаеш како има некоја ја она што го имам приметено, има некој синдром ли, не знам како да го наречам, како е го синдром, покажи го. Има некој синдром во Македонија кај Синдром има. Два има овде, брат. има 10 мислам дека 10, ете, 10 синдрома има у Македонија. Не, има некој синдром кај младите луѓе општо, не само во уметноста, кај што ти работиш на нешто, го завршуваш тоа, дали е тоа игра, дали е тоа стрип, дали е тоа некој цртеж и ти стои фиок. Така, као мене што ми стои телефон сценариот. Ке ти треба уште неколку дена да го посредиш, да не речеме недела и нешто, да седнеш да се позамараш мал Не, период со артист, со свето. ова е напишано, ти покажам лаечки, брат, си сереф и си Да, куцам да, што му јасно. лаја на глава. Јасно, ама само ти кажам као си го завршил најголемиот дел и сега дојде на она помалиот се дел од смееш, бе, работата. брат? кажам после, бе. Да. Дојде на сега да го завршиш помалиот дел од работата и ти стои Не го телефон. знам, ама не го знам дека не сум не знам како да го завршам. Нема веќе, ќе Добро, има нели тоа марифет има све, ама само ти кажам тоа не беше нас првичната цел. Значи луѓе кои што се талентирани, кои што сакаат да работат, Но. да им се пружи на некој начин публика преку комикс МК и уште повеќе фокус ако е на стрипот преку Парагонс комикс. Затоа што инаку има луѓе кои што имаат, ја лично познам луѓе кои што имаат по 20-30 страни стрип направен и не го издаваат. И сега има нели зошто не се издава, меѓутоа генерално мислам дека мора да се бориме малце поише за тоа, значи да се вадат Да. тие работи, да се и исто така што е малце стигма да објавуваш на Инстаграм своји работи. Као имаш некои од артистите имаат портфолиа неверојатни, а на Инстаграм нема 6 месеци слика стајано. Ето е многу Збориме на арт профилот, не на Да, приватниот, да. нели. И сега има као јас као човек кој што не црта, не знам ја како е портфолиото твое или него или Да. Ама ако си имам Инстаграм и јас го ги видам твоите дела, Ќе кажеш, абе, овој кажам и види го ти овој. добар, да бе, да. И така ти му добиваш валидација за твојот труд. И сакаш да работиш уште поише. Така е. Значи тоа е она кое Значи, што сакаме да се Пак да ги подсетиме младите дека треба да работат на себе и да не се срамат да го покажат Да, тоа што го имат. И затоа го направивме овој подкаст за сите кои што сакаат спотвајт и сите работи, на пример сите што се дел од Парагон, сакам еден по еден да ги викаме.
Тоа ќе го правиме преку тебе. И- Ќе ни и даваш ја- бројчиња. не, и ја викам стварно ги викнете зашо ај што се многу талентирани, многу овакви и што пратат ги култура и све, сите од нив се врв карактери. Не, најга прича со тебе прв муабет. Те договараме тебе, како ми први гости и викаш, и стига порака. Супер, може да дојдеме. А колку може да Да, дојдеме? колку може да дојдеме во Па што ти студио? вижа пара кога зашо? И сега седам викам ја. Коли сум 12 души, брат. Не, види, не беше идејата 12 што доеме како идеме, меѓутоа нема везе, супер и вака, мислам ќе Да бе, на поише секој вака ќе му- можете поише поише ќе простор да му му дадете на одвоиме поише време. Војда мене ми беше ептен драго што се упознавме, што Мило им правевме драго муабет. и мене ми И беше Милан исто ме така. драго. беше. Обавезно дојдеш и втор пат, пошто муабетите траат со денови со Да, да, Еле, беше- обавезно доаја втор пат со наместо Е, стига пат со Ридлер, Давид. наместо Со со таква Ридлер книга. со твој еден стрип да стаеш и кај пол дано да пишува Давид. Да, Еј, Војдан. Давид да Би го пишува кажал. така е, браво. Војдан. Иначе и Давид пишува, не знам дали ви Да, кажа, да, и он пишува така што Сгреши име. и Давид да биде нема да се наљутиме. Нормално. Било Да, кој да биде Борисовски, Војдан, македонец, брат, да промовира, нема да се налути. Следна епизода со Давид доаѓа. Да, Не обавезно. може да Леле, само. да, ма таа ќе правиме порано малце. Сад надвор може да ја правиме, брат. Ајде да не Да, правиме. ајде, Ајде, да гаси, да не ајде. правиме. Ајде, да гасам овде. Овде фала и многу што Фала ти уште една што дојде, Стига, фала не, Фала ви на поканата. во секое време, слободно, вратите се. Ќе дојдам наредна недела. Отворени. Обавезно. Слободно, слободно. Не знам што ќе правиме, така ама да. Давид кажа ќе дојде наредна недела, го нема сега. Јас стварно ќе видам. Затоа му А, кажав, наредна недела му гостин кој кажав, ќе биде? Му кажав, викам, дојди бе со Не, нека си погодувате коментари бе. договорено бе, не кажувам бе, Нека си не шоумен, кажувам. волител, келав, две деца, Две деца, 41 жена. година, геймер. Не требаше тоа да го кажам. Ај, знам Не, кој. е. ја кажав дека нема да дам више Добре, ја нека си Јас погодувате, сакам дека има да интеракција, коментари. Добар гостин. Готово. Да. Да. Иначе му кажав на Давид, му викам да дојдеш, вика, ај, вика, да не ги напнеме многу со мене, ќе дам друг пат. Добро, А викам. не да Боже Давид да дојдеш, ова не може да завариш. Не, многу ми беше добар подкастот и со Давид и со Многу. Давор и тие кај што сте сами, меѓутоа знаеш, Да сме здрави. више. треба вака, мислам, многу ми се свија концептот кај што викате гости, не затоа што јас сум тука, туку затоа што ќе имате некои епизоди сами кои што ги работите Да, и да, после да, тоа да. кога ќе тој гостин, интересно е муабетите вие двајца што ги правите кога ги правите со некој трет. Тоа Да, е да, многу да. интересен момент. Дечки, фала многу што Обратно, бевте- брат, само со клапата, Чекай, дека ти седми го здрави. среди ти минатиот Кај, пат. Добро е, Давид. Нема везе. Фала ви многу што не гледавте. И ништо се гледаме. ништо се гледаме следна следна недела, тоа е тоа, дечки. Фала многу Поздрав. за Радио Мов што ни овозможуваат више 7 епизоди, Седум. брату. Да, снимаме. да. Фала на Војдан, фала на сите. Фала дечки. Војдан ќе Фала постави на мама контакти што со ме сите роди, Парагонс. фала на тато што ме направи. И фала на Марија што ќе клапне клапата. Ај, чао, дечки.